Почитувани гледачи, ви посакувам да дојдете во најновото издание прво за оваа работна недела на контактната емисија Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за она што немавме можност викендот, затоа што немавме и емисии, но се разбира уште од саботата наваму, откако председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и поранешен премиер на Република Македонија се обрати пред народот кој што беше собран да протестира пред Државната изборна комисија, односно пред зградата на поранешна Нова Македонија, каде што и се канцелариите на ДИК, и каде го објави прогласот на ВМРО-ДПМН. Проглас кој што во текот на емисијата ќе ви го прочитам целосно, интегрален текст од неговото обраќање, онака како што и тој го имаше кажано пред народот, а не верзиите кои што кружат по интернет и по социјалните мрежи. Но пред тоа би сакал да обрнеме едно внимание на она што ќе ни биде денешна тема која веќе може и на екранот да се испише. Груевски го објави прогласот на ВМРО-ДПМН против странците, а за ЕУ и НАТО. Многумина и од експертите ќе речат дека станува збор за ситуација каде што не се знае кој тера, кај тера и зошто тера, но во случајот сега во овој момент и во самиот проглас на обраќањето, Никола Груевски обвини дека некои дипломати и некои амбасадори се мешаат во внатрешната политика на Република Македонија. За потоа веднаш да истакне дека Македонија е прозападно ориентирана и дека е за евроинтеграции и интеграција во НАТО. Но одиме со прилогот на колешката Светлана Унковска од текот на вчерашниот ден, пред да дојдеме до делот каде што ќе го емитуваме прилогот и на колегата Александар Пешев, од текот на денешниот ден кој треба да се емитува во дневникот во 17 часот, но подоцна во оваа емисија кратко ќе го емитуваме со оглед на развојот на настаните со објавите на ќе се изразам некролози по социјалните мрежи од страна на странските дипломати во земјава. Но прво Светлана Унковска. Крајно несоодветен начин на однесување на Никола Груевски при обвинувањето на странските дипломати дека се мешаат во внатрешни работи на земјава. Ова е главно оценката на експертската јавност при обраќањето на Груевски, кој пред насобраните членови и приврзаници на ВМРО-ДПМН пред Државната изборна комисија, во една од точките на прогласот кој го читаше, грубо ги нападна представниците на меѓународната заедница во земјава. Говорот, обвинувањата не враќа повторно во оној дискурс назад на странски служби, на обвинувања дека некој друг се обидува на Македонија да и наштети. Не и наштетува на Македонија никој друг, туку и наштетува недостатокот на одговорност или на недостатокот на лидерство. И поранешниот дипломат Огнен Малевски не изјави дека според него ова е една од најтешките обвинувања упатена кон странските дипломати. Дури и да има потреба, вообичаена пракса во дипломатијата е да се реагира преку Министерството за надворешни работи, смета тој. Во овој случај мислам дека се измешани помалку лончињата и дека се направени чекори кои и постапки кои пред се наменети за домашната јавност и во функција на решавање на некои внатрешни ситуации, не водејќи сметка при тоа за релациите со меѓународната заедница. Во обраќањето Груевски од една страна остро ја нападна меѓународната заедница, но веднаш потоа рече дека ВМРО-ДПМН е со прозападна ориентација и е за Европската унија и НАТО. ВМРО-ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. Не барајте логика, бидејќи ја нема. Не постои прозападна партија која што се застапува за влез во НАТО и во ЕУ, а при тоа прави се што е спротивно на пристапувањето во НАТО и во ЕУ. Груевски, но и раководството на ВМРО-ДПМН веќе подолг период ги критикуваат представниците на меѓународната заедница, а најсвеж пример е и соопштението од партијата по средбата со американскиот амбасадор Джейс Бејли. Факт е и дека и од партијата на Груевски очекуваат дека политиката на Соединетите Американски држави ќе доживее промени по преземањето на должноста на новиот американски претседател Доналд Трамп. Преку социјалните мрежи дури имаше и петиција за да се бара од Трамп смена на Бејли. Според Стојковски, ова само покажува дека се нема основно познавање за тоа како функционира американската надворешна политика.
А во самиот проглас Никола Груевски, председател на ВМРО ДПМН, пред народот, пред просториите на Државната изборна комисија, на почетокот го рече следното, под точка 1, потоа точка 2 понатаму, откако ќе вклучиме некои гледачи. Државната изборна комисија донесе незаконски одлуки со цел изигрување на изборната волја на народот. Работата на Државната изборна комисија се претвори во пародија. Имаме информации за вмешување на некои странски представници со цел вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Некои од независните представници на ДИК не се независни. Незаконските одлуки на ДИК може да ги коригира Управниот суд. Повикуваме да не се врши никаков притисок на Управниот суд од никого. Доколку и Управниот суд подлегле на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК, и со тоа се одземе победата на ВМРО ДПМН и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните на Македонија, ВМРО ДПМН објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од тоа прегласување. Аболицираниот криминалец Зоран Заев нема да дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на Република Македонија. ВМРО ДПМН нема да дозволи функционирање на институции со фалсификувана волја на граѓаните и функционирање на институции кои го немаат легитимитетот на граѓаните на Република Македонија, се вели во првата точка од прогласот на ВМРО ДПМН. 0260 91 924 0260 91 925 телефонски броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Да си ми жив и здрав. И вие да сте жив и здрав, одамна не сме се слушнале. Да, од многу одавна. Ама денеска немав намера да се јавам, иако предпоставував дека оваа тема ќе биде. Ако пред половина час не ме обавестеа дека денес во ресторанот Свети Пантелеймон горе има комикска вечер, на која се повикани сите овие амбасадори кои што се изјавени, кои што се поставени со некролози и имаат комикска вечер, ќе го прават Сунет Груевски. Така да ова што го зборува да бе, само се збори, знаеш. Ако да добро. Не се смее за плачење тоа. Па добро. Одредени болки не можат да се истрпат така лесно. Мислам, оперативни зафати, мислев, не... Да. Зависи дали се од бербер или од доктор. Бербер, тој по-старо си е навикнат. Добро. И името ќе го смени. Само на власт да остане. Има дури информации дека ќе се вика Нико Груја. Так. Толку од мене, Огнен. Јас многу се поздравувам. Македонија ја огреа сонце. Македонскиот народ почна да диши и се е наарно. Так. Многу те поздравувам. Поздрав и до вас. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па што да се каже, се е кажано веќе. И политичарите и политиката е еден вид занает. Треба да знаеш да раководиш, да бидеш мајстор на тој занает. А мајсторот на тој занает е говорот. Меѓутоа, со говорот, а говорот се стекнува од првото домашно воспитување, па после надоградба сите училишта и така натака. Так. Се гледа дека овдека немаме ништо од сето тоа. Се гледа дека девеникот се фаќа за сламка, сите му се криви, само тој е прав. И денеска страшно сум згрозена кога ги видов некролозите. Знаат ли тие луѓе што ги поставија некролозите, што значи тоа? Значи отворена војна према Европа, према светот. Бар према мене тоа е така. Зашто не му сметаше на Груевски кога ДИК ги проби роковите во првичните резултати, кога они добија 51 глас повеќе. А сега му смета зашто ДИК ги пробил роковите, затоа што треба да се прегласува. Се гледа, се е натацна, меѓутоа
Што ќе биде, Господ нека ни е на помош. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Број 2 од прогласот на ВМРО-ДПМНЕ. Државата мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме отворени за комуникација со сите амбасадори и представници на други држави. Но, некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика, мора да престанат да го прават тоа. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно-политичките прашања на земјата и бараме да останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати. ВМРО-ДПМНЕ го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички партии, во кои учествуваат амбасадори, странски посредници или представници на други земји, а на кои се преговара или носат одлуки за кои во секоја држава одлучуваат представниците избрани од народот. Третата точка е кратка и вели: ВМРО-ДПМНЕ во иднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во кој било сектор, доколку истите ги нема во други земји членки на Европската Унија. Јас со продолжение би предложил да го погледнеме прилогот на колегата Александар Пешев, кој што е продолжение на заканите кои што се упатувани до странските дипломати, кои ќе се емитува повторно во дневникот во 17 часот. Гледачите кои што се на линија нека почекаат уште 2 минути и ќе се вклучиме назад. Посмртни фотографии од амбасадорите во Македонија се појавија на социјалната мрежа Имгур. Црно-белите фотографии со црни панделки се од американскиот амбасадор Джес Бейли, британскиот амбасадор Чарлс Гарет, германската амбасадорка Кристина Алтхаузер, како и дипломатските представници на Холандија и Италија, заедно со поранешниот и актуелен евроамбасадор, европратеникот Ричард Ховит, кој посредуваше во создавањето на Пржинскиот договор, и поранешниот посредник во политичките преговори Питер Ван Хауте. 10 фотографии се објавени по донесениот проглас на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој пред Државната изборна комисија го прочита председателот на партијата и експремиерот Никола Груевски пред на собраната толпа. Прогласот од една страна остро напаѓа меѓународната заедница со обвинувања на адреса на амбасадорите за мешање во внатрешните работи на земјава, но веднаш потоа Груевски рече дека ВМРО-ДПМНЕ е со прозападна ориентација и е за ЕУ и НАТО. Политичките партии треба да се однесуваат одговорно и да не ја подкопуваат довербата во институциите, порачуваат од Европската комисија. Особено сме загрижени поради тензиите во изминатите денови и зголемината негативна реторика. Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да се однесуваат одговорно, за да се зајакне довербата на граѓаните во јавните институции и во демократскиот процес. Од амбасадата на Франција за 24 вести велат дека не е во нивна улога да коментираат изјави на политичари. Вообичаен соговорник на амбасадата е Министерството за надворешни работи и во петокот попладне се што имавме да кажеме, му кажавме на министерот за надворешни работи Никола Поповски, додаваат од француската амбасада. Поранешниот посредник за спроведување на Пржинскиот договор Питер Ван Хауте се огласи на социјалните мрежи, коментирајќи на објава на директорот на Државниот архив Филип Петровски, кој од своја страна следнава порака ја нарече закана. Господине Петровски, добро ја нотиравме вашата порака. Ова е навистина неприфатливо, посебно за високо рангиран државен службеник. Во нормална демократија, луѓе веднаш се апсат за вакво нешто и лежат затвор долго време. Покрај барањата на 24 вести, за сега нема официјални ставови од останатите дипломатски представништва, чии амбасадори се најдоа во анонимната галерија со некролози. Неофицијално дознаваме дека дел од дипломатите не се во земјава поради божикните и новогодишните празници. Дали имаме некој на линија во продолжение на оваа емисија? Повелете. Здраво, Македонијо. Ве слушам, повелете. Од Шипка Враковенци. Поздрав до вас, Венцислав, повелете. Прво една мала забелешка. Ајде. У однос на коментаро и мислењето пред малце. Се јави едно момче, се јави и во други емисии, е приоритетен во оваа емисија со избор колку минути сака може да збори. Меѓутоа, зошто се плашите, еве, и да победите од името и презимето да си го кажувате? Зошто се срамите од идентитето? Тоа е првото што би го поставил. А за неговите дискусии не сакам да дискутирам. Сонцето он ќе го донесе. Анонимен човек се јавува во емисија, плюка се живо, кажниво со закон. Ајде сега за не сака да си го каже името и презимето. Ајде сега за денешната тема. За темата сега.
и на врапците им е јасно дека со Бели и бандата околу него е завршено. Забравете ги, бре, луѓе. У интерес на вашите фамилии. Завршено! Уште една недела има од Трмп. Што значи тоа, господине Кавраков, во интерес на фамилиите? Молим? Што значи тоа во интерес на нашите фамилии? Затоа што и вашите деца и внуци треба да имат иднина. А вака... Добро, што значи тоа? Што значи тоа? Преведете ми дека и нашите деца и внуци треба да имаат иднина? Да. Дали тоа пренесувате некакви закани? Не закани, истина, бре. Што значи тоа дека некој нема да има иднина, особено дека децата и внуците нема да имаат иднина? Молим? Што сакате да кажете со тоа дека нечии деца и внуци нема да имаат иднина? Тоа што го кажуваме истина и ќе се докаже. Ближе се на кој начин ќе се докаже? Кога ќе почне да паѓа крв по улиците, тогаш ќе се докаже? Не сме во бања. Не сакам. Напротив, затоа и ве прашувам да посочите токму затоа што ова не е бањски муабет, затоа и ве прашувам. Да си завршам мислата. Не, јас нема да ви дозволам да си ја завршите мислата во услови кога пренесувате пораки на кои што се вели дека нечии фамилии нема да имаат иднина. Дојде моментот да се соочите. Кој да се соочи, со што? Со сите злодела што се направија према ова парче земја. На кој начин да се соочат? Од Бели надоле, што сакаш? Како би се чувствувале вие, господине Кавраков, да си ја погледнете вашата фотографија од лична карта ставена на некролог? А како се осеќа оште кога беа протестите? Никола Груевски беше исто. Ама јас вас ве прашувам, господине, вие тоа може да го прашате слободно Никола Груевски. Јас ве прашувам вас. Ама вие поставивте прво, бре, разберете. Ама јас вас ве прашувам, господине Кавраков. Како ќе се чувствувате да си го видите своето лице на некролог? Врамено во некролошки црни рамки со црна лента. Што барате добивте? Сега за вас се боле? Кој што доби, господине Кавраков? Кој што бараше и кој што доби? На овие луѓе и служите како... Кој тоа им служи, господине Кавраков? Моле? Кој тоа им служи? Се знае, анонимните, сите што се јавуваат овие 2 години и 6 месеца. Вие имате ли докази за тоа дека некој некому служи? Моле? Имате ли докази за тоа дека некој некому служи? Емисиите, ти кажувам последен пат, се чуват. Не, вие чувајте ги слободно, нема врска. Јас друго ве прашувам, господине Кавраков. Од преска, како ви поставувам прашања, така ми ги избегнувате одговорите. Тоа е многу непристојно од ваша страна. Сакате да разговарате, а не дозволувате да се разговара со вас. Сите емисии се најголем доказ и показ. Каков злочин правите овие 2 години и 4 месеца? Господине Кавраков, знаете ли дека вие сте дел од сите тие емисии, дека истите тие емисии кои што се чуваат имаат записи кои што кажуваат како вие ги навредувате и како вие се заканувате по однос на многу други гледачи? Знаете ли дека двојните аршини не се соодветни, туку напротив еден ист аршин има божицата на правдата? Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден во Штип. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Среќен, ајде малку да достанем. Среќен празник и добро го издржа се човек, алал вера нека ви е. Благодарам. Алал вера нека. Јас само прво да честитам неколку на една-две фамилии славите вечер на Христовски од Бунарджик фамилијата, Христовски Стојчевски од Миладиновци и Ангеловски од Илинден. Сега на темата. Каква лицемерие, што се дешава со луѓето, вие не осеќате дека зимат работа со ѓаволот, ѓаволот влегол во нив и тие немат ништо нивно здраво да кажат, човекот го праша 10 прашања му постави, на ниедно не ти одговори. Тој работи со ѓаволот, тој го изгуби оно људско што треба да го имат луѓето во себе. Тие немат ништо. Тие се изгуби у просторот. Замислете човекот што се деси. Добро.
Тие човек кој искочи на телевизија и ја вреѓаше целиот народ околу себе, само тој и неговата бртушка били управо. Замислете, ја вреѓаше и комисијата. Јас само ќе кажем еден феномен што донесе комисијата одлука у нивна корист. Липчето си изгуби Сабале у 7 саат, го немаше. Преко ден влезе во кутијата, се оплоди, стана пунолетно и у 7 саат го најдо гласало за ВМРО. Замислете, и за нив тоа е легално и дека тоа е се окей, и на тоа дури најдоа приметбата. Тие сами на себе си наоѓаат приметби. Тие Бог да чува кај ни отиде паметот. Господ нека ни е на помоќ, али мислим, Кабрако, ако сака име и презиме, ние не знаеме, се представляме само име и презиме и неговото е многу лично, затоа сакаме и понатам нека се представува со само да не викаш Шчип, него да викаш Штип, зашто тоа е македонски град. Добро, благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас и убав ден. Четвртата точка во прогласот на ВМРО-ДПМН вели вака: нема да прифати ВМРО-ДПМН и нема да дозволи кантонизација и редефинирање на државата под било какви услови или било какви околности. Под 5. Ке се бориме за десоросоизација или десороизација на Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ке се пристапи кон регулирање на областа на финансирањето на фондациите и невладините организации под теркот на најнапредните демократии во светот. ВМРО-ДПМН е историски и во сегашноста и во иднина била и ке биде прозападно ориентирана партија. Нашата ориентација е членство во НАТО и Европската унија и стратешко пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, ЕУ и САД е демократијата и овој проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија. На крајот тој завршува: ви благодарам на сите и ви благодарам за вашата силна волја, за вашите напори, за вашата борба за зачувување на суверенитетот, демократијата и слободата и за зачувување на Македонија, на македонските граѓани, на македонците и на сите граѓани на Република Македонија. Ова ваше собирање во овие денови е крик на совеста на секој македонец, на секој граѓанин на Македонија, да ја зачува демократијата, да ја зачува слободата и да останеме своји на своето, и никој да не може да ги фалсификува изборните резултати и изборната волја на народот, на граѓаните на Република Македонија. Од последниот дел единствено веројатно најмалку јасно е тоа во однос на македонските граѓани, македонците и сите граѓани, бидејќи има 3 категории кои што веројатно живеат во Републикава. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Во ред, дали имаме некој на другата линија, повелете? Добар ден. Јас се слушам, повелете, да, добар ден. Добар ден. Добар ден. И јас секој ден ве слушам, меѓутоа прв пат успеав да ве дојам. Мило ми е, се надевам, не и последен. Така се надевам. Повелете. Јас само едно би коментирала. Дали за Никола Груевски македонци се само луѓето што протестираа таму пред ДИК, како прво? Друго, сакам да кажам во контекст на ова, многу сум разочарана што господинот Зоран Заев повикуваше цело време на широка коалиција, меѓутоа во македонската јавност преовлада егоцентризмот и епатризмот на некои личности и се случи тоа што се случи. Многу ми е жал што не беше ислушана неговата желба за широка коалиција и соборување на овој режим. Многу е жално што државата ни се наоѓа во таква состојба, што отфрламе сечија помош, сечие присуство. За нем ние треба во гето да живееме и по диктатура на Груевски? Ке ве молам. Изненадена сум од коментарите на возрастни луѓе кои не се способни да ја видат реалноста во државата и се она што ни следува понатаму. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ајде за многу години. Ајде за многу години. Некој сега се сигурно може на трпеза на ручек. Славите нека ни се честити, имендени честити. Па со добра мисла да се барем тие таму на трпеза. Така е, со добра мисла. Свети Никола. Вака ви кажав дека Никола Груевски се вика Никола, денеска му е именденот. И гарантирам дека тој никогаш не би прифатил да му се прави сунет, туку оние кои
цело живот некому биле поданици. Дали порано беа поданици на Белград, па на Атина поданици како Боја Рамовци, па де на Лондон поданици, па де на Вашингтон, иако нали не убедува дека Америка и Енглеска биче земја пролетерска, ама ни Англија, ни Енглеска, ни Америка стана пролетерски земји, туку овие се откажат од социјализмот, од тие идеали нивни, се откажа и стана са поданици на Запад. По секоја цена, што да му каже Запад, тие се прифаќат, да си сменат и име и идентитет, се тие на се решени. Дори да се сменат, значи, во собствена Македонија, собствен идентитет. Сега, да кажеме на работа, јас како македонец и како член на ВМРО да помене, со секоја буква и збор напишан во овој проглас, согласувам, во секоја демократска држава, според сите демократски стандарди во цел свет, секој народ во таа држава има право да си одлучи која власт ќе му биде. Не може некој од било каде во цел свет да одлучува кој нас да не биде премиер или во собрание членови. Од тук и Трамп што нели изјави, секој ќе за него, дај Боже, да обстои во тие негови нели ставови, кажа дека од сега сад, како значи светска сила да речеме, нема да се меша во ниту една држава да руши насила легитимни избрани власти во тие држави и земји. Од тука велам, дај Боже, тој како човек да биде нели што поскоро прв човек на Америка и така да спроведува таква практика, да престане некој си бейли да биде овде диктатор во наша Македонија, а оние кои му се негови безкичмени поданици и од своите можеби деца и мајки еден ден би се откажале ако посака бейли, ако им побара бейли или некој други да му уценувачи душмани на Македонија. Може ли да ве прашам нешто? Повели. Дали би се согласиле со оглед на тоа дека ВМРО ДПМНЕ како партија која освои најмногу пратенички мандати, 51 вкупно на последните избори сега, и за да формира влада мора да коалицира минимум само со ДУИ или дополнително со уште една партија, бидејќи на тој начин ќе освои мнозинство. Дали би се согласиле на коалиција која што би се направила помеѓу ВМРО ДПМНЕ и ДУИ, согледувајќи го фактот дека ДУИ излезе со 5 барања, меѓу кои и барање за решавање на спорот со името и официјализирање на албанскиот јазик? До сега бевме ние во коалиција со ДУИ, таков став тие никогаш не искажаја. Значи денеска го искажаа ставот и го кажаа 5 точки. Во ред, јас гарантирам дека таков став ДУИ понатаму нема да искажат во идна коалиција. А мислам дека поголем проблем околу нашето свето име Македонија се оние кои се сметаат себе си за македонци. ДУИ рече дека ќе коалицира исклучиво со онаа партија која што ќе се согласи на овие 5 точки. Тоа беше така предизборно нивно искажување. Тоа го кажа на пресконференција денеска. Во ред. Сега како вие ќе се чувствувате доколку ВМРО ДПМНЕ коалицира со ДУИ и ги исполни овие барања? ВМРО ДПМНЕ никогаш нема да се откаже од наше свето име Македонија, од наши македонски национални интереси, а оние кои имаат проблем со својот идентитет, па нудат значи албанизација на цела Македонија, до струми се со терор врз дечиња малечки, да морале да учат албански јазик од градинка, тие може би се решени да се селат на Марс ако некој им побара. Значи вие не би се согласиле со таква коалиција? Не, јас сум согласен да сме во коалиција, ма гарантирам дека... Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. На крајот сме од оваа емисија, повторно ќе продолжиме ние и во мој термин од 18 часот. Оваа емисија ќе ја завршам со поема на Блаже Конески, многу кратка, со оглед на тоа дека денеска се навршуваат 95 години од неговото раѓање во 1921 година. Поемата се вика Бура, а оди вака. Колку ненадно иде бурата, в поле се мрачи, разлава ветар буен, демнеме, сега прва молна ќе светне, во нас ќе запали силен гнев. Грмовни тонови, груби и скинати, и настрвени како душите што ни се дека во крвје тонеме. А дали ќе можеш и тивка песна да зачуеш, како цвет на гради стиснат, сон од исмевнато девојче ќе видиш, како човечкото во тебе да плаче, дали ќе можеш? Пријатно.